Дуќанџиите од старата Прилепска чаршија денеска преку мирен собир изразија незадоволство од економските мерки на владата. Вела дека овие мерки воопшто не им биле од корист, туку само ќе го одолжиле нивното пропаѓање. Инаку дуќаните во Прилепската чаршија се затворени од почетокот на епидемијата на коронавирусот. Некои сопственици испуштија дел од вработените, а дел пак целосно ги затворија фирмите. Денеска тие излегоа со своји барања до државата. Исплата на бруто плати за месеците март, април, мај на секој вработен за кој досега уредно се плаќани придонеси, без оглед дали тој е основач, управител или работник. Мораториум за прво тромесечие од 2020 година на контациите за ДДВ. Да се замрзнат кредитите во деловните банки, да не се пресметува камата за тие месеци и да се остави време на трговските друштва да се прилагодат после кризата. Неповратни средства по фирма од 3000 до 5000 евра за набавка на роба за следната сезона после кризата. Овие мерки да важат до завршување на кризата. Бараме од собствениците на објектите, односно закуподавачите, да не излезат во пресред со тоа што ќе не слободат од закупнина во овие кризни месеци. Дуќанџиите истакнаа дека се оградуваат од секакви партиски влијанија. Не ги интересирало политика, туку само нивната екзистенција. Потенцираа дека не бил фер ваквиот однос на владата, бидејќи тие како фирми 30 години го полнеле буџетот на државата, а сега не добивале ништо. И сега владата не изостава нас, ние кои што со години го полневме буџетот. Има многу услови, точки, подточки кои ние не можеме да ги исполниме. Значи, ако владата може да обезбеди пари за администрацијата, полни плати, мислам дека може и за нас, кои преку 20-30 години има луѓе во чаршијава кои работат преку 30 години, плаќаат доприноси и го полнат буџетот. Прилепските дуќанџии се надеваа дека владата ќе ги слушне нивните апели, во спротивно ќе морале да стават клучи на своите фирми. Инаку денеска поради рапидното зголемување на бројот на заразени со коронавирус во Прилеп, градоначалникот Илија Јовановски побаре од владата за Прилеп да бидат донесени поригорозни мерки слични на оние во Куманово.